И ние сме партија која што во минатите години толку многу се посвети да помогне на земјоделците, да помогне на руралните средини, што навистина она што ние го ветуваме денеска има далеку поголема тежина од она што го ветуваат нашите политички противници, кои, како што се сеќавате, кога СДСМ беше на власт, ама баш ништо не направија за руралните средини, за земјоделците, за луѓето кои што живеат од земјоделие. Го слушам вчера Заев како зборува во Прилеп дека ќе дава повисоки субвенции за тутунот од она што ние го даваме. А се сеќаваме добро дека СДСМ кога беше на власт, тутунарите имаа субвенции нула, буквална нула. И дури на крајот, кога дојдоа изборите во 2006 година и кога направија бунт пред владата во Скопје, добија нешто ситно колку да го задушат бунтот пред изборите. Тоа е СДСМ. Тоа е СДСМ кога е на власт и нормално пред избори нешто ќе фрли колку да ги задоволи луѓето и да ги измами дел од нив да гласаат за нив. Практично, тие често пати сакаат да се прикажат како некакви спасители или слично. Го слушавме и Заев како кажува дека бил црпнат од Господ од нива да ја спасува Македонија. Заев не е никаков спасител, ниту пак е црпнат од Господ. Тој е еден обичен измамник. И тоа е се. Човекот само знае добро да мами, да ги лажи луѓето. Драги пријатели, ние подготвивме нова програма, во која значаен дел потпаѓа под областа земјоделие. Програмата веќе се дели и верувам дека набрзо ќе стигне до сите вас и ќе можете да ја прочитате. Особено делот за земјоделие. За наредните 4 години предвидуваме нови 600 милиони евра за македонските земјоделци. По 150 милиони евра секоја година. Дали ќе го направиме тоа? Па ние го правиме веќе неколку години. Зошто не би го направили следната година? И таа понеа. Кога веќе почнавме да го правиме тоа и го правиме тоа. Кога веќе ја воведовме таа новина во Македонија. Да се даваат сериозни субвенции на земјоделците, да им се помага. Да се цени нивниот труд. Да се дава поддршка. Да се инвестира во руралните средини преку средства директно дадени од владата. Во патчиња, во водоводи, во канализациони мрежи, во поштади, во други работи што се важни за руралните средини да имаат развој, луѓето да просперираат и да може да живеат, да останат таму, да може да заработат, да се вработат и да го вработат и своето семејство. Дадовме можност илјадници хектари земјиште што беа државни и никој не ги користеше, никој не го користеше или пак некој го користеше на диво, нелегално. Да може да се даде на луѓето што живеат во руралните средини да го работат, да заработат, да се вработат, да направат иднина за себе и за своето семејство. Земјиштето во минатото или стоеше нераспределено, или се распределуваше на неколку мокници блиски до власта. Сега тоа е надминато. И се уште ќе се продолжува и понатаму за она што е малку преостанато и тоа да се подели колку што е можно. Значи, вкупно 600 милиони евра за следните 4 години ќе бидат наменети за поддршка за земјоделците и за руралните средини во Македонија, за субвенции и за други потреби на земјоделците и на руралните средини. Новина во нашата програма е што наместо 50, во иднина предвидуваме 60% кофинансирање од страна на државата на инвестициите за купување на трактори, механизација, опрема, основно стадо, подигање на насади. Значи, досега државата кофинансираше 50%, од следната година 60% кофинансирање, 40% од страна на земјоделецот. Продолжуваме и понатаму со можноста за 60% кофинансирање на премиите за осигурување од страна на државата. Тоа малку се користеше досега. Но знам дека како минува времето, луѓето разбираат дека тоа е многу важно. Дека осигурувањето е дел од работата, дел од бизнисот, дел од преживувањето.
Затоа оваа мерка ќе ја продолжиме и понатаму за секој еден кој сака да го осигури својот посев или своето земјоделско стадо или било што, да може 60% од трошоците за осигурување да му ги покрие државата, а 40% тој самиот. Планирам исто така една крупна новина, а тоа е капка по капка, системот капка по капка, кој се докажа во светот како еден од најефикасните во градинарството. Тој е скап и најчесто земјоделците не го воведуваат заради цената, заради трошоците, заради инвестициите. Затоа, во нашата нова програма предвидовме 80% од цената на системот капка по капка и правење бунар, бидејќи за тој систем треба и бунар, да биде платена од државата, 20% да ја плаќа земјоделецот. 80% од цената ќе ја покрие државата. Што ќе се добие од тоа, драги пријатели? Оние што имаат производи како пченка или било кои други производи каде што може да се употреби системот капка по капка, ќе добијат повисок принос, некаде дупло, некаде тroduplo, некаде дури 4 до 5 пати повеќе од она што го добивале до сега. Тоа е огромна разлика. Замислите, она што сега го работите и што го добивате на крајот да е дупло, да е troduplo, да е четвородупло или петодупло. Тоа е директен приход и заработка за секој земјоделец кој се занимава со и кој преживува од земјоделието, и тоа е огромна придобивка. Системот капка по капка е измислен некаде во 50-тите, 60-тите години во Израел како иновација, бидејќи Израел е во 70-80% пустинска земја и таму и како било важно за преживување. Но што се случува подоцна? Се презема во целиот свет, во цела Европа, во Америка, во Јужна Америка, во Австралија, во Азија, на сите континенти. И представува една од основните придобивки на секој земјоделец или на секое земјоделско стопанство. Кај нас почна, но во многу мали размери, и тамо каде што се примени, даде извонредни резултати. Имаше еден, еве да го наречеме експериментален или прв обид, кој што беше помогнати од некои меѓународни организации во еден дел на Македонија, каде што беше експериментирано на пченка, се доби принос 4,5 пати поголем од тој што се добивал до тогаш. 4,5 пати повеќе производ со помалку потрошена вода, бидејќи системот капка по капка штеди на вода. Значи, помалку потрошена вода, а 4,5 пати повеќе производ кој потоа земјоделецот го продава. Има цела палета на производи за кои што може да се употреби системот капка по капка. И не е случајно што по долги дебати и размислувања со експерти одлучивме да инвестираме големи пари, крупни средства во помагање на македонските земјоделци да воспостават систем капка по капка. Од следната година, по формирање на новата влада, тоа ќе биде возможно. Веќе се алоцирани пари во буџетот за оваа намена, во буџетот кој што се изгласа. Така што по изборите, по создавање на нова влада, ќе има веднаш јавен конкурс и немојте да пропуштите да го искористите, затоа што ќе ви донесе многу повеќе приход. На тоа во СДСМ не им паднало на памет. Само им паднало на памет да видат каде ние нешто нудиме, тие едно 2-30% поише да кажат, знаат дека ќе изгубат, па си викаат, и онака нема да мора да го после тоа исполнуваме, да си кажеме. Едно време кога лажеа со дупло, troduplo, видоа дека не им поаѓа, ај сега викат помалку ќе лажеме, со 2-30% повеќе, белки сега ќе личи дека е така по-реално. Драги пријатели, има и уште една работа, многу важна. Некој земјоделецот гледува, да речеме, земјоделски градинарски производи и така натаму. Значи има земја и сади на неа. Има па други што се занимаваат со сточарство, со добиток и така натаму. Нив системот капка по капка нема да им користи, затоа што со различен тип на земјоделие се занимаваат.
За нив размислувавме долго. Консултиравме многу експерти. Како можеме на овие луѓе повеќе да им помогнеме од она што и досега им помагаме, затоа што и досега има доста помош за тоа. Анализите покажаа дека голем дел од сточарите во Македонија имаат говеда, имаат овци, крави и така натаму, кои што се ниско приходни. Даваат малку млеко и други производи што произлегуваат од одгледувањето на овие домашни животни. Споредено со некои други високоприносни домашни животни, стада, тоа е навистина нешто што е неконкурентно и затоа и немаат многу приходи. Се борат за преживување. Од таа причина одлучивме на секој земјоделец да му се овозможи, да му се помогне. Со тоа што, ако набави таков добиток, тоа се одредени раси на добиток, ги има низ Европа, ќе ги има и тука, ќе ги продаваат, и веројатно и сега ги продаваат одредени трговци. Ако набави таков добиток, кој што дава повисок принос, државата да овозможи 80% од трошокот за набавка, за купување на тој добиток да биде покриен од државата, од владата. Тоа е во новата програма на ВМРО ДПМН. Тоа е за могила, точно. Тоа е за могила. Така што, секој што ќе сака да има поголеми приноси на млеко, поголеми приноси на се друго што произлегува од одгледувањето на добиток, по изборите. И за тоа веќе средства во буџетот се одредени. Значи, буџетот веќе за до година е усвоен. Пред да го усвоиме, ние бевме спремиле програмата и алоциравме средства за следната година. Ќе има и за таа понеа, и за таа понеа. Ако се помалку, ќе ги зголемиме со ребаланс. Така што, веќе сметајте дека по формирање на влада, секој што ќе сака да набави таков вид на добиток, кој што го имаат сточарите во Холандија, во Шведска, во Германија, во Шпанија, во Италија и така натаму, и затоа ти имаат многу повеќе приноси, многу поголема заработка. Владата, државата, владата предводена од ВМРО ДПМН и коалицијата за Македонија, ќе покрие 80% од трошокот, а 20% ќе отпадне само на земјоделец. Тоа е исто така нешто што на СДСМ не им паднало на памет, ниту им паѓа. Затоа што ја нема нашата нова програма, иначе да има, они ќе речат 90% да ја даваме. Ни ќе пресметуваат, ни ќе рачунаат, ни ништо, нити пак ќе дадат. Ќе дадат колку што дава кога беа на власт. А вие памтите колку дава кога беа на власт. Да. Така што, драги пријатели, уште еднаш ќе кажам. Заев не е ниту спасител, ниту црпнат од Господ, Заев е еден обичен измамник. Тоа е целата работа. Исто така, драги пријатели, се предвидува со новата програма за земјоделците и преработувачите да има поволни кредити преку Македонската банка за поддршка на развој, со субвенционирана каматна стапка од 4% и 5% на годишно ниво, односно 2% доколку се обезбедат средства преку компензационите фондови. Значи, ќе има еден таков инструмент кој што ќе биде од голема помош за земјоделците. Неколку работи поврзани со општина Могила. Во општина Могила се предвидува во наредните 4 години да се обезбеди вода од хидросистемот Стрежево за 7 населени места од Пелагониско. За Могила, за Кукуречани, за Крклино, за Трн, за Карамани, за Логоварди и Поешево. Значи, тоа ќе биде една нова инвестиција со која што ќе се обезбеди таа вода. Ќе извршиме проширување на хидросистемот Стрежево, кој е во општините Могила и Новаци. Ќе овозможи наводнување на нови 3000 хектари земјоделско земјиште. Ќе се инвестира за оваа намена 3.300.000 евра. 3.300.000 евра за нови 3000 хектари земјоделско земјиште за наводнување во Могила, општина Могила и општина Новац. Една многу важна работа, една новина која што досега ја немаше, а има во новата програма. Новина која нема во ниту една друга држава. Таа е единствена прв пат во Република Македонија.
единствена шанса за многу луѓе што сакаат да почнат да се занимаваат со бизнис или пак имаат бизнис, но сакаат да го прошират со нов. Имаме еден нов проект кој што го нарековме рурални развојни зони. И на прв поглед не може да се сетите што е тоа, или пак нема детали, не знаете што тој содржи. Еве што тој ќе биде само за Могила. Еве, општина Могила ќе ја земе. Во општина Могила, откако ќе се усвои овој закон, владата некаде при крај на јануари ќе се состави, значи февруар, март, најдосна почеток на април ќе се усвои законот. Од тој момент, во наредните 5 години, значи до 22, секој граѓани на Македонија и секој било кој, и странци, и домашни, и секој, што ќе почне некој нов бизнис, за градба на некој погонче, фабрика, мини хотел со 20 на соби, или не знам, спа центри, бањи и слично, ќе може, ќе добие можност, ќе склучи договор со државата. 10 години воопшто да не плаќа персонален данок на доход. Воопшто да не плаќа 10 години данок на добивка. 50% да не плаќа од придонесите за пензиско и за здравство, а да му се рачуна дека плаќа. За секој нов вработен што ќе го вработи, да добие финансиска подршка од 2000 евра. И за целата нова инвестиција што ќе направи, нели ќе купи некои машини, ќе изгради некоја погонче и така натаму, 10% од инвестицијата грант од државата. Помош за да може да се развие, помош да може да просперира. Тоа е дел од новата програма. Секаде во Могила, во секое село во Македонија, во над 1650 села во Македонија, секој еден во наредните 5 години што ќе изгради било каков индустријски погон, хотел со минимум 20 соби и други индустријски капацитети набројани се во нашата програма. 10 години е ослободен од данок на добивка, од плаќање на персонален данок, а се рачуна како да платил персонален данок на доход. Ослободен е од пола од давачките за здравство и пензиско, а му се смета како да платил се. Плюс финансиски грант за секое ново вработување и финансиски грант од 10% од инвестицијата која ќе ја вложи во градбата на тој погон, на таа фабрика, на тој хотел или било што. Помош која никогаш ја немала во Македонија и која никаде во светот ја нема на ваков начин како што сега ја даваме во Македонија. Со други зборови, сите села во Македонија ќе станат како слободните економски зони. Нели сега викаме, ваму имало слободна економска зона, ваму немало. Па зошто има во Штип, а нема во Кочани? Зошто има во Прилеп, а не знам нема во Кавадац или во Могила? Да. Сега, секое село во Могила ќе биде како слободна економска зона. Што е слободна економска зона? 10 години фирмите не плаќаат данок на добивка. 10 години не плаќаат персонален данок на доход. Плюс во слободните економски зони нема ослободување од здравство и пензиско плаќање. 50% како што ќе има сега во руралните места. Значи, исти и подобри услови отколку во слободните економски зони. И таму се дава одредена помош за градба на фабриките, и тука ќе се дава одредена помош за градба на фабриките. Плюс ќе се дава и средства за создавање на нови работни места, грантови. Секој оној што има на ум, начин, идеја, како да дојде до некој собствен бизнис, да се вработи, да вработи и некој друг. Ова е неповторлива можност. Оваа можност никогаш нема да се повтори во Македонија. Затоа побрзите по изборите, нормално прво да ги поминеме изборите, да си гласаме на 11 декември, побрзате по изборите. Секој што има идеја, да не губи време. Драги пријатели, има уште многу други работи што се значени за сите нас и за сите вас. Освен овие рурални зони, како што кажав, ќе важат во секое место на општина Могила. Во сите рурални места. А
општина Могила е рурално подрачје, така што целата општина Могила ќе биде офатена. Да не ги редам сите села, Долно Српци, Горна Чарлија, Будаково, Беранци, Трап, Могила и така натаму, сите места ќе има ваква можност. Се предвидува во програмата темелно чистење на коритото на Црна река и уредување на критичните точки. Знаете зошто? Знаеме зошто. Ке ги реконструираме и регионалните патишта, значи темелна целосна реконструкција на регионалните патишта од Битова до Тополчани, во должина од 20 км. Вадење на асфалтот, рамнење, нов асфалт, како нов. Патот од влезот на Беранци и низ Беранци до Српци и низ Српци до излезот. Исто така темелна реконструкција. Ке го реконструираме целосно локалниот пат од Мусинци до регионалниот пат и од Свето Тодори до регионалниот пат, како и патот од Беранци до манастирот Свети Јован и од Вознани до манастирот Свети Кирил и Методи. Комплетно нов асфалт, комплетна реконструкција. А вие знаете, кога ќе ветиме, ние исполнуваме, остваруваме. Ќе изградиме фекална и атмосферска канализација во Могила. Значи во Могила фекална и атмосферска канализација и полски патишта за пристап до земјоделско земјиште во Чарлија. Ќе се изгради и систем за топлификација на Могила, Новаци и Битова преку изградба на магистрален топлински вод од рек Битова до градот Битова, инвестиција вредна 47 милиони евра. Овој цевковод, што ќе носи топлинска енергија од рек Битова кон Битова, ќе поминува низ Могила и ќе има крак што ќе излегува за потребите на Могила. Она што е многу важно за вас е што ќе се обезбеди една количина на земјиште, каде што секој што сака ќе може да изгради оранжереи, пластеници и во нив да се користи топлинската енергија за загревање и за вадење на раноградинарски производи, за поголема заработка, за подобар принос, за повеќе успех во вашето работење. Значи со топлинска енергија која ќе произлегува од рек Битова, преку цевковод во Могила за оранжериите, каде што ќе може да се добие далеку поголем принос и многу порано отколку кога стигнуваат другите градинарски култури секоја пролет. Ќе изградиме и нова спортска сала во училиштето Кочо Рацин во Ивањевци. И ќе го реконструираме истото училиште. Исто така ќе изградиме сала и во Браќа Миладиновци, во Дедебалци. Ќе изградиме нови модуларни училишта во повеќе населени места, меѓу кои во Ношпал. Како и нова детска градинка во општина Могила. Детска градинка во општина Могила. Нова. И ново кошакарско, баскет игралиште овдека во општина Могила. Ќе има и други инвестиции, ќе има и други работи, ги пишува во програмата, драги пријатели. Секој кој е во можност, нека отвори, нека прочита. Подготвувано е долго време, работено е од многу луѓе, консултирани се многу луѓе, вклучувајќи и локални луѓе кои што живеат тука, вклучувајќи го градоначалникот на општина Новаци, луѓето од општина Могила, председателот на општинскиот, другите околу него, министри за земјоделие, заменици министри за земјоделие, професори на факултети за земјоделие, експерти, познавачи. Многу луѓе се консултирани, со многу луѓе разговарано, се види што се главните приоритети, главните работи што се најважни за секоја општина, за секое населено место. Така што дојдовме до најважните приоритети кои што се возможни. Ние можеме и вие можете да смислите уште многу други работи. Но буџетот е тој, рамките се тие, пресметавме колку пари можеме
да инвестираме во капитални проекти во наредните 4 години. Не сакаме да ги лажиме луѓето, сакаме да бидеме реални во ветувањата. Не сакаме да поминеме да исполажиме и да кажеме ова и она ќе инвестираме и да бидеме измамници. Направивме точна, филигрански прецизна пресметка што е возможно, што не е возможно. И возможното ви го ветуваме. Она што не бевме сигурни дека можеме да го реализираме, не го ветивме. Но многу пати, кога се создаваат услови, знаеме да изненадиме и со работи што не сме ги ветиле, а да ги исполниме. И вие го знаете тоа. На многу места е направено. Сигурно ќе има и нешто такво. Сигурно ќе има и нешто повеќе од ветувањето. Ви благодарам на сите. Да сте живи и здрави. Да живее ВМРО ДПМН.